За 5 милиони денари е зголемен буџетот за 2016 година на Општата болница во Кочани. Годинава оваа институција ќе располага со околу 140 милиони денари. Околу 70% од долговите во вредност од 25 милиони денари на Кочанската болница се кон другите здравствени установи, вели директорот на институцијата Дејан Апостоловски. Околу 70% од долговите на обврските што ги има Општа болница Кочани се спрема другите јавно здравствени установи. Значи, околу 30% од вкупниот долг е спрема доверителите, кои што гледаме и редовно да плаќаме и сме од редовните плаќачи, односно јавно здравствени установи кои што редовно ги подмируваат своите обврски. Меѓутоа, најголемиот долг ни спрема другите јавно здравствени установи, што се надевам дека во текот на 2016 година ќе се најде соодветно решение и за тие долгови. Но не само болницата е должна на своите доверители, туку има и доста пациенти кои се лекувале, а не платиле за услугите кои ги добиле. Тие пациенти на болницата и должат повеќе од 2 милиони денари. Испратени се опомени за неплатен долг, но голем дел од нив ќе бидат наплатени преку извршители. Имаме одредена бројка на пациенти кои што должат према болницата. Ние на неколку пати веќе до сега испраќавме укажувања со соодветни фактури и соодветен рок на плаќање. Излегувавме во пресред доколку може да го платат тоа на неколку рати. Голем дел од тие долгови се веќе подмирени, меѓутоа тие што не има да ги подмират ќе подлежат на натамошни законски реперкусии во делот на плаќањето преку и соодветни накнадни трошкови преку адвокати и извршител. Голем е тој долг што ви го должат пациентите? Па доста голем. Има долгови кои што се пред неколку години, значи тие веќе пред застарување и ние ги утуживме, значи чекавме максимално, бевме трпеливи, меѓутоа пред да застарат ние моравме да ги утужиме и да по судски пат ги наплатиме самите долгови. Инаку во 2015 година Општата болница ги заврши своите предвидени обврски во делот на здравствените услуги во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита по предвидената динамика и со соодветен обем. Затоа и управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување по завршените преговори на почетокот на месец јануари одлучил да го зголеми буџетот на болницата.